Канал Плюс со серијал емисии посветени на предстојните парламентарни избори. Наредните 30 минути се за кандидатот за пратеник во третата изборна единица од Коалицијата за подобра Македонија, Трајче Димков. Господине Димков, добре дојдовте во Канал Плюс. Благодарам на поканата. Добро ве најдов и јас. По трет пат излегувате на парламентарни избори, сите предвремени парламентарни избори. Во тој контекст би ве запрашала, контактирате со жителите и сега и во претходните предизборни периоди и циклуси, се менуваат ли проблемите, се менуваат ли она на што најмногу се жалат или пак бараат, реагираат жителите во источниот регион? Мала споредба сега и пред околу 6 години. Па точно, јас сум некаде 5 години и 5 месеци. После секогаш беа некои предвремени избори, кај нас така се случува. Овој пат пак имаме предвремени избори. Имав чест да бидам пак на пратеничката листа, овој пат на 4-то место. Место кое ми направи голема чест, меѓутоа ме обврзува. Во однос на прашањето дали се менува или не, значи, во суштина, ние начинот на изработката на програмата и средбите со граѓаните ни од почетокот сличен. Односно, непосреден, и ние сме постојано на терен со граѓаните на Република Македонија, поготово во регионот. Јас имав една обврска, бидејќи така сме распоредени, да го држам регионот од Штип кон Кочани, Кратово, Проби Штип, дури до Виница. Имав можност ова пролет и ова есен да бидам и дури према Виница, Берово и Пекчево. Голем дел од колегите се укрстуваме некојаш ќе дојдат во Штип и така натаму. Меѓутоа, во суштина, има потреба да се работи, има потреба луѓето од многу работи, се трудиме да им помогнеме и сето тоа што ќе го кажат, ние го внесуваме во нашите извештаи, кој понатаму се имплементира во програма. И така да мислам дека најдобро ги црпиме потребите на граѓаните и нивните проблеми, меѓутоа со како одеме на терен, така и ги пренесуваме информациите. Вашите политички опоненти, поточно коалицијата предводена од СДСМ, велат дека проектите на Истокот, кои се дел од програмата на актуелната власт, начелно добар дел од нив се во ред, меѓутоа нивната реализација полека се одвива и токму затоа дел од тие проекти се ставени во програмата на коалицијата за живот во Македонија. Се согласувате ли со тоа? Главно овде се мисли на инфраструктурните проекти, дека се реализираат со забавено темпо, гасификацијата и изградбата на клиничката болница во Штип? Не е точно, затоа што нашата програма се поставува на реални основи. Значи се поставува и точно прецизно, се знае каде ќе се гради, кој ќе ја гради, во кој период, со колку средства ќе се гради, прилично е точно и прецизна. Значи, нема некои посебни закаснувања или не знам што, меѓутоа да бидем искрени. Не знам, јас не ги слушав и не знам што зборува. Меѓутоа, проблемот е токму во нив. Ние имаме 10 пати поред избори во Македонија. Сега ќе ви кажам една вистина, да знаете што се случи. Кога се прави некој проект, за да се направи тендер, да се направи набавка и така натаму, во тој период, пред и по избори, ние не можеме да пуштаме тендери и да правиме реализација. Затоа што тоа било предизборно. Знаете дека пред 2 години, па и пред 5-6 години не обвинува дека вие со лопатите фрлате и на тој начин го придобувате граѓанинот. Еве да ве прашам, во овие 2 години, 3 пати имавме избори. Обиди избори, еве конечно идеме до тогаш. Значи, во ова година само, ако го земете не повеќе или помалку, бидејќи 2 месеца пред избори, 1 месец после избори, 3 пати, значи 9 месеци сме ние во една блокирана состојба. Ние не можеме да функционираме. Господине Димков, вашите политички опоненти, коалицијата предводена од СДСМ, ви замеруваат на темпото на реализација на проектите, конкретно во источниот регион. Овде главно се мисли на инфраструктурните проекти, патиштата, гасификацијата, изградбата на клиничката болница. Сметате ли дека не се реализираат актуелните владени проекти во темпото во кое се предвидени? Значи, пред да ви одговорам на прашањето, јас ќе ви кажам дека во моментов овие неколку години се коригира историската неправда направена кон источниот регион. Вие сами ги повторите неколкуте проекти, што значи како размислува владата на Република Македонија за источниот регион. Значи, еве реално да зборуваме. Прво се постави универзитет.
да добијат образование, едукација, нашите студенти да бидат тука, да не бегат Бугарија или на други места и поевтино. И феноменот Универзитет Гоце Делчев во овие неизминати години некаде повеќе од 100 милиона евра обрат, што се влеват во кај граѓаните на Република Македонија, во Штип пред се. Хидросистемот Зетовица е гаранција за водоснабдување за целиот регион. Идуската зона веќе вработува, е најголема во овој регион можност, значи имаме веќе преку 2.500 вработувања. Значи патот кој иде тука или се вкрстува низ Штип од Скопје тука пат, брзиот пат другиот и се патиштата кои треба да се движат покрај Штип, исто така покажува како размислува и што прави владата. Второ, почетокот на изградбата на клиничката болница исто така е нешто што е многу важно. И кога ќе ги видиме сите тие работи, гасификацијата исто така, електрофикацијата, да речеме, или трафостаницата која во непосредна близина ги поврзува Штип со Србија и Бугарија, ни дава гаранција. Значи, и сега кога ќе го погледнеме сето тоа, гледаме дека колку сериозно и студиозно некој ја поставил, ја разгледал и направил анализа на состојбите што им треба на граѓаните. Околу темпото и реализацијата, и само да кажам околу програмата, нашата програма реално е многу студиозно направена. Се знае кој проект, кога ќе се прави, каде ќе се прави, со колку пари, кој ќе ја изведува, многу прецизно е терминирана. И ние скоро 95% од нашата програма ја реализираме. Меѓутоа, во однос на темпото или зошто тие така размислуваат, е затоа што ќе ви кажам, во овие 10 години во Македонија имаше 10 избирачки циклуси. Во последната година ние имаме 3 обиди за избори. Првите 2 обида беа кога, нели, сами тие се откажа. И во тој период, сега сите знаат, и тие знаат, меѓутоа сакат да ја манипулираат јавноста, бидејќи сите сме свесни. Во тој период немаме ни вработување, нема ни тендери, ни набавки и сето е блокирано. И сега ако и тоа им беше тактиката за да го разочарат граѓанинот, да нема вработување, да се стопират сите тие работи, и сега па да не обвинуваат дека било намалено темпото. Како и да е. Значи, факт е дека за 1 до 2 години во Штип ќе се постават такви институции, такви објекти кои Штип нема да биде истиот после тоа. Значи јас се надам за 2 години ќе се финализираат сите овие проекти и Штип ќе го направат како што и сега, да речеме, историски беше центар на Источна Македонија, ќе се го добие местото и мислам дека многу повеќе ќе имаме и услови за живот и ќе биде стандардот поголем и заштита на граѓаните во секој случај. Така да јас само им предлагам на нашите гласачи малку трпение, бидејќи не зависи се од нас, зависи и од многу други фактори, како што реков, меѓутоа пред се јас искрен ќе бидам, меѓутоа ми се чини дека и опозицијата сериозно многу не блокира во тој правец. Над 40 проекти, рековте, се конкретно за Штип и за регионот околу Штип. Колку се, да речеме, оние крупни битни проекти во источниот регион и оно што посебно, ајде да ставиме акцент за оние луѓе кои днината ја гледат во земјоделието. Значи сет мерки за младите земјоделци, меѓутоа и олеснување, односно поквалитетни услови за производство на храна во целиот овој источен регион. Но да почнеме поред, значи 40 нарековте мерки може да препознаете во програмата. Дел од нив верувам дека во нивно дефинирање самите сте учествувале. Што она што сметате дека е ново, нели нешто што не е во тек, не е почнато, меѓутоа ќе биде поволно за Штип, за развој на економијата, за подобар живот? Па точно, значи голем дел од програмата, иако вака на некои им делува нешто често пати кога ќе не видат што работат пратениците и колку работат за нас. Обично не гледат на собрание кога само, нели, и тука е најавата, да, тие само гласат и толку ми е силата или моќта. Ние искрено сме на терен постојано. Значи ние тоа го правиме еднаш пролетниот дел, еднаш есенскиот дел, некаде по 2 месеци сме на терен. Со задача тамо кај што треба да отидеме да ги слушнеме граѓаните со сите проблеми кои што ги имат. Назад со извештаите ние препознаваме и инсистираме за огромен број на проекти кои се за суштинска потреба на граѓаните. Во тој дел, значи програмата е толку сеопфатна, ги опфаќа сите, од најмалиот од децата па до возрастните, пензионери, така натака, значи за сите возрастни категории и опфаќа скоро секоја педа на македонска територија. Во тој дел, значи сега фокусот ќе биде бидејќи програмата на ВМРО ДПМН не можеме ние да речеме од сега ќе почнеме, ние сме 10 години на власт. Има проекти кои се почнати и треба да се реализират. И во тој правец и веќе ги напоменав неколкуте проекти пред се во инфраструктурата, во
електричната, да речеме, и гасоводната можност на граѓаните, обезбедување на таков ресурс. Меѓутоа, тука се и многу ситни проекти, од кои некаде има 48 проекти кои се за Штип и за регионот. Сега, во тој дел, бидејќи ги спомнам да не се повторувам за другото и што се е направено за Штип, дел од тие автопатот треба да заврши во септември. Верувам дека колегите од СДСМ ќе се стрпат и ќе имат можност, ќе ги повикам тогаш заеднички да дојдат да Идната година. Да, идната година во септември треба да биде. Брзиот пат е веќе при крај и тука некаде се и двата патишта кои се многу важни за Штип до Кочани и до Радовиш. Меѓутоа да не забораваме дека ќе се прават, ќе се реконструират и се реконструира веќе патот од Виница кон Делчево, исто така и према Берово на таа страна почна да се гради еден пат кој е од Виница кон Биглата, што го викаат тука Делчевчани, кој е исто така многу важен, веќе 2-3 км е таму направен, тој е многу важен дел. Често пати кога има одрени од едната страна се користи како заобиколен пат и многу квалитетен, бидејќи така е по мирно местото и по самата местоположба е подобра. Меѓутоа, не е само тоа. Сакам да кажам дека имаме сет мерки во спортот. Мислам дека тоа зборувано беше една. Значи тоа се најважните суштински мерки што се имат направено за спортот. Им се дава простор и на бизнисмените, и на спортисти, и спортски клубови во еден друг правец и гаранција за сигурни финансиски средства. Меѓутоа, од друга страна, имаме проекти во културата. Значи се прави проект кај што сака да се средува тврдината Исар, да се обноват некои куќи во Ново село. Значи се работи на постоечкото место во Баргала, кај што ископините Баргала кај што се таму. Значи таму ќе се реагира во тој дел. Зборуваме за континуираните вложувања во универзитетот, бидејќи и тука имаме потреба тоа да се прави. Сега имаме вложување во социјалата, ќе се зголемат платите, ќе се зголемат пензиите. Значи тука тие се надвор од овие 48 проекти. Значи генерално како штипјани ние не може да зборуваме сега пензија за цела Македонија. Социјалната помош ќе се зголеми. Ќе има можност за бесплатна правна помош кај ромите. Значи во делот на земјоделието исто тука имаме еден сериозен капитален проект. А тоа е дека, знаете вие дека ние 600 милиони евра се планираат овие 4 години да се вложат во делот на земјоделието како субвенција. Меѓутоа имаме тука и имаме едно ново јавно претпријатие за водоснабдување кое генерално сега раководи на ниво на цела Македонија и тука сега се планира максимално да се вложи, значи тие канали порано што беа, значи се планират неколку акумулации да се направат исто така и на реката Отине се планира во прв дел ќе биде како проектна документација, да после веќе има огромни вложувања во тој дел да се прави сериозна таа брана. Значи, исто така во моментот се гради, почна ова година, се надам дека до година ќе се заврши, тоа е еден канал ГК-18 во близината на Врсаково, Судик, Сарчиево, Криви дол, Три чешми и така натаму, опфаќа огромна површина на вода и всушност таму се уцевкува водата. Значи сега водата ќе ја пуштаме преку цевка и ќе има многу мала загуба на вода и ќе биде многу корисно за граѓаните. И тој проект кошта 1.200.000 евра. Значи сега во моментов исто така има еден голем проект што е за посебна радост за мене и за граѓаните од трите населби Балканска, Брегалничка и Чедаклија. Тоа е обезбедување на вода за пиење од градскиот водовод и опфаќа некаде околу 1 милион евра. Тоа се сериозни средства, ставени се во програмата и мора да се направат, значи тие работи. И сега кога гледаме за едни такви проекти и покрај другото имаме, еве да речеме, тој проект за купи куќа за млади и така, и тоа е многу важно. Бесплатно ќе им се дава на младите да им се прават планови. Значи, ќе им се уште повеќе помогне на младите да си дојдат полесно. Тука се зголемува во тој дел, беше до 35 години, сега над 35 години. Значи, огромна е палетата на проекти кои треба да бидат во фокусот на Штип, меѓутоа и на сите граѓани на Република Македонија. Многу проекти се направени како за младите, меѓутоа реков и за сите возрастни категории. Добро, за Штип, она што го спомнавте, изградба на брана на река Отине, претпоставувам ќе најде на одобрување на голем дел од штипјани. Значи се работи за проект кој се планира да не биде од општински средства, значи не по оној пат како што беше претходно со пренамена на средствата од самопридонесот, туку владин проект поддржан од владата. Дали овие брани и акумулации имаат примерно наводнителна цел, скрутување на водите во услови на зголемен водостој или заштита од поплави,
водоснабдување или пак наводнување на земјоделското земјиште? Сведоци сме дека во последно време имавме сериозни климатски пореметувања, во тој правец и многу поплави. Сега размислувањето се во два правца. Пред се и да се заштитиме од таквите поплави, меѓутоа и да ја задржиме таа вода, да ја искористиме во еден правец. Кога тргнавме во период да се субвенционира земјоделието, им требаше помош кај што на граѓаните ќе им се возможи да се стимулираат да го работат земјоделието и сточарството. Тука се ИПА фондовите исто така, значи многу луѓе обезбедуваат како од националната програма за земјоделие, меѓутоа и ИПА меѓународните фондови кои што имаат можност да речеме да обезбедат машини и трактори за обработка на земјата, а во тој дел сега имаме еден фокус кај што се прават повеќе акумулации, бидејќи не можеме, значи ние ако ја пуштиме водата буквално да тече, а не ја искористиме како што треба, ја трошиме и не е ефикасно. Имаме тој проект, знаете, веќе капка по капка, некаде 80% ќе се финансира и можноста на граѓаните своите посеви да ги врзат на тој начин. Тој беше еден од најдобрите начини, едноставно Израел така изникна како една земјоделска држава затоа што во една пустина направи еден таков бум. А зошто тука Македонија при толку вода да не го направи тоа или па да ја искористи или да не ја троши да ја заштити. Во тој правец се и размислувањето на владата да ги направи тие проекти, во тој правец се и размислувањето и за брана на Отине, каде што само проектот е некаде околу 3 милиона денари, а целата процената вредност на изградба на браната некаде 160 милиона денари. Средства сериозни, почетокот ќе се направи ова, меѓутоа е таа долгоочекувана брана. Се надеваме дека за скоро ќе почне сето тоа да се реализира. Покрај тоа тука треба да се уклучи еден крак од хидросистем Зетовица за населбата Чедаклија. Тоа е таа техничка вода за значи наводнување на површините земјоделски, покрај тоа што ќе добијат и чиста вода за пиење. И тука исто така ќе се смени гумената брана, значи има во текот во течењето на реката Брегалница има повеќе брани и има и гумени брани. Една таква брана е оштетена во делот кај Карвинскиот дел, значи и таа ќе се замени со можност да може да ја подигне водата и да се водоснабдуваат тие површини од другата страна. Во моментот исто така сакам да кажам и прашање беше кога ќе заврши, се исчисти каналот. Тоа е еден канал на левиот крак на реката Брегалница кој се движи од Калиманци преку Виница, преку општина Зрновци, преку општина Чешиново, Блешово иде до Карбинци. И во моментов голем дел од таму нивите не може да се наводнуваат бидејќи тој канал беше блокиран. И сега во фаза е значи проект кај што се чисти тој канал со можност да се приклучи водата од Калиманци и да можат тие ниви кои што се од Аргулица, значи Карбинци, Таринци до Карорман едноставно да имат вода кај што ќе можат да имат поефикасно производство самите граѓани. И тоа е многу важно затоа што во тој дел голем дел луѓето се сели затоа што не може да обработува таа површина. Меѓутоа да не заборавиме една огромна мерка што не е ставена во делот на програмата за штип, да речем, бидејќи опфаќа сите граѓани на Република Македонија за можност за финансирање во рурални средини. Таргетирани се 1650 населени места, вклучително пред се тоа ќе биде за Карбинскиот дел за тие помалите општини, а ќе опати и поголем дел села, да речеме, кај што е Лакавичка дел кај нас, кај што е Врсаково, Срчиево на таа страна, кај што ќе има можност, значи таму ако вложи некој, добива и субвенционирање, добива бенефици и само под услов да вработи луѓе од местото на живење. И тоа ќе биде нешто многу големо што мислам на некој начин ќе ги натера, бидејќи условите се многу добри, ќе ги натера бизнисмените да вложуваат таму, бидејќи ќе добијат субвенции и во делот на вработувањето. Секој што ќе го вработи, тој ќе има олеснување некаде ми се чини дека 5 години не мора да плаќа пензијско и здравствено осигурување. И тоа е многу важно да ги стимулираат за да ги вратат луѓето да направат бизниси таму со можност тие луѓе што не излегуваат од селата да може таму да се вработат. Земјоделието како предуслов за развој на секоја држава, па и кај нас, еве наводнувањето, имате план за наводнување, субвенциите директно кои одат во земјоделието повеќе кратно од година во година растат, милионски суми им се на располагање на земјоделците по разни основи. Вака една мала паралела, расте ли бројот на земјоделците како земјоделски производители, расте ли земјоделското производство во источниот регион? Сведоци сме дека никнуваат фарми со малку поинакви култури, нели се адаптира и земјоделието спрема климатските услови, меѓутоа вака генерално произведуваме ли како источен регион повеќе храна со сите овие субвенции, сите овие предуслови кои се прават за поквалитетно производство?
Па видите, анализите покажуваат дека имаме резултат во тој дел, затоа што сега за жал не успеав да во моментов не можам да ве кажам бројката колку се луѓе добиваат субвенции по однос на земјоделие. Значи од пчеларство, од чување на стока, крави, не знам, овци, така над кози и така над. Значи обработка, значи во еден период имаше дури се плаќаше и за тикви, и заработки и така над. Значи оризовото производство сега малку има некои проблеми со цената и ќе ви кажам и тоа е политичка. Искрено затоа што од 2004 година нивите 75% тогашниот министер од Социјалдемократскиот сојуз ги даде на тројца луѓе или не знам колку луѓе во регионот. И сега тие луѓе таму имат и откупни станици, имат и сопствено производство. И сега граѓаните кои имаат помалку посеви, едноставно не се конкуренти и овие диктираат цената. И сега постојано кога и да дојде вакви ситуации, тие ни прават криза. Оризот се врати кога дојде ВМРО на власт и почна да субвенционира. Кај тутунот, знаете дека беше скоро и заборавена култура, а скоро и во регионот и да ја нема. Сега значи секој за кило продаден тутун има 1 евро, без разлика на квалитет. Отиваме квалитет кој е, да речеме, на почетокот на бербата неквалитетен и буквално, значи и да го продадеш нема да добиеш повеќе од евро, евро и пол, а државата и таму субвенционира со по 1 евро. Така да и во делот на еве сега има исто во програмата еден нов проект многу важен, значи за купување на сток. Ќе им се даде можност, значи тие државата ќе им помогне, ќе субвенционира за тие да можат да купат грла на добиток за кои ќе може да ги чуват. Јас овие мерки се многу поздравени во однос на граѓаните и селаните кога одеме ние кога се движиме, меѓутоа често пати да ви кажам, можеби и нас не збунуваат и нив, има еден хендикеп што можеби недоволно се информирани. Еве сега имавме една акција кај што во делот на платечната Агенцијата за финансиска поддршка буквално ги отиде на терен и ги информираше граѓаните за проблемите кои ги имат. Често пати се јавува до нас, не им била исплатена субвенцијата. И се случува некош да има некои технички прешки и промени. И сега на ниво на Македонија се оди секаде им се објаснува на луѓето каде има, затоа што и станува забуна. Јас сум платил ова или сум платил тоа, а не сум ги добил субвенциите. Така да во тој дел ние сме буквално мобилни во секој дел да се влезе и да се помогне на граѓаните. Господине Димков, во емисијата посветена на парламентарните избори на 11 декември сте во улога на кандидат за пратеник, меѓутоа гостувавте и порано во нашата телевизија, бидејќи сте познат спортски работник. За борењето во некој друг термин и друга емисија, меѓутоа вака за спортот, ваше видување за спортскиот дел од програмата реално? Значи, фокусот во делот на спортот е огромен, бидејќи тука ги опфаќа младите, меѓутоа младите од возраст, буквално од најмладата предучилишна па до студентска и понатаму возраст. Тука можеме со радост да кажеме дека конечно е во програмата е ставен и изградба на затворен пливачки базен, кој треба до крајот на ова 4-годишна програма да се реализира со олимписки димензии. И тоа мислам дека на Штип ќе му даде веќе еден сосем друг, да речеме, епитет во однос на тоа како град. Значи и можност на граѓаните на Штип за една дополнителна содржина, меѓутоа во делот на спортот, како рековме, значи со законот за спорт се нешто револуционарно направено. Допрва ќе се утврдуваат и ќе се видат позитивните добивки од него. Во однос на тоа се продолжува со изградба на ситни терени за спорт. Сведоци сме дека во Штип се изградени десетина и повеќе, не само од владата, тука и од локалната самоуправа се направени. Значи се понатаму се планираат и баскет игралишта, скейт паркови и така натаму. Меѓутоа во однос на тоа се планираат и во делот и на образованието многу проекти, исто така за малите деца, градинки, реконструкција, обновување на училишта и мислам дека и тој дел е задоволен, така да верувам дека тоа ќе се реализира доколку, нели, пак не ни се случат пак некои приказни од типот на не ви верувам или вие го не ви беа честни изборите и така натака. И јас само би им порачал во тој правец да се преиспитат кај самите себе, да не ја барат вината кај нас. Тука да не остават и ние и граѓаните да работиме. Уште околу една недела останува до крајот на изборната кампања. Ви посакувам убава, мирна кампања. Што би им порачале на нашите гледачи во кампањата и на денот на изборите?
Па токму и тоа, јас и на почетокот на кампањата и објавив на мојата Facebook страна, посакував на луѓето да во овој период да имаме една таква мирна кампања. Сакам да им порачам дека ова што го правиме, ние како програма, ова што го нуди владата на Република Македонија, партијата ВМРО ДПМН, значи е реалност и тие што ќе се одлучат за нас се на вистинската страна. Сакам да ги уверам дека ова што го правиме е многу честно и добронамерно за сите граѓани на Република Македонија. Ги уверувам во сите овие проекти кои ги предлагаме, затоа што тоа го покажа и 10-годишното наше работење. Меѓутоа, за да го тоа направиме, има неколку предуслови. Прво, ние мора да имаме фер и демократски избори, што ни се многу важни за македонци, без разлика кој ќе победи, бидејќи и пред меѓународната јавност и пред самите нас ние мораме да се испочитуваме и да направиме и да градиме квалитетна и права и здрава и со здрава мисла иднина. Меѓутоа, во тој правец, јас би сакал да ги замолам, нели, нормално, ја барам нивната поддршка, бидејќи поддршката ни треба, меѓутоа ни треба уште поголема поддршка во однос на бројот на пратеници. Доколку не имаме мнозинство во парламентот од 62-63 пратеника, ние тогаш можеме многу лесно да работиме со овој програма. Доколку се случи да ги немаме ние тие доволен број на пратеници, ние тогаш ќе треба да коалицираме со некој или со некој треба да се договараме. Така да можеби да се случи да има во однос на тоа некои промени и можеби и тука во однос на тоа да се намали и терминот на реализација или некој проект да речеме да се помести од лево и десно. Меѓутоа доколку ние имаме цврсто победата, ние сме сигурни дека ова што го предлагаме ќе биде реализирано. Благодарам за гостувањето во Канал Плюс. Почитувани гледачи, тоа беше Трајче Димков, кандидат за пратеник во третата изборна единица од коалицијата за подобра Македонија.